Со оглед на тоа дека последните вклучувања на лице место ги посветуваме на културата, односно на теми од културата, така ќе биде и во овие рани утренски часови, односно ќе го најавиме концертот Филхармонија на отворено, традиционалниот концерт насловен Одисеја 2024 година, кој што ќе се одржи оваа среда во градскиот парк со почеток во 21 часот. Овој концерт всушност е традиционален и ќе се одржи по 16 пат ова година. Ова утро заедно со мене е диригентката која што ќе присуствува на овој концерт и секако велам добро утро за неа, а секако Дијана имате и поздрав од колегите во студиото Ивана и Марко. Благодарам, поздрав Марче, поздрав Ивана. Фала телевизија Телма што одвоивте време и што секогаш одвојувате време за културата и што сте стални наши верни пријатели. Благодарам до екипата што на ова пеколно сонце реши да сниме еден прилог и да го вклучи во живо, се разбира, за концертот кој што ни предстои во среда, како што најавивте, во 21 часот во градскиот парк. Филхармонија на отворено, како што кажавте, традиционално по 16 пат годинова. Оваа година насловен Одисеја 24 на еден начин како најава за следната концертна сезона која што доаѓа од октомври оваа година ќе биде насловена Одисеја. Не случајно, затоа што оваа година ќе биде јубилејна за Филхармонија. Филхармонија годинава прославува 80 години од своето постоење, што е за нас една нова Одисеја, која што не во свемир, меѓутоа во Македонија, која што на еден начин со овој концерт ја најавуваме таа следна сезона, која што ќе донесе, верувам, богати проекти, богата програма, интересна за публиката. Со кои музички изведби ќе најавите новата сезона, односно кои музички изведби ќе се одржат од ваша страна? Значи, концертот во парк Одисеја 24 е насловена и ќе биде посветена на култниот филмски режисер Стенли Кјубрик, односно ќе бидат изведени композиции класични. Мислам, сите добро знаеме дека Стенли Кјубрик во неговите филмски прикажувања користи музика од класични композитори, значи класична музика, така што ќе бидат опфатени во програмата неколку класични композиции кои што се поврзани за неговите култни филмови. Значи 2001 Одисеја, Очи широко затворени, Бери Линдон, Пеколен портокал и така натаму. Тоа ќе биде сето збогатено со филмска проекција, каде што ќе бидат одбрани кратки исечоци од овие филмови кои што ги набрав. Секако дека филмот и музиката се на нераздвојна единка, така што секој пат до сега во секоја сезона Филхармонија одвојува еден концерт кој што го посветуваме на филмската уметност, па така и овој пат. Меѓутоа, поврзаноста со Стенли Кјубрик е нешто што одамна беше како идеја на продукцијата на Филхармонија, така што се склопија некако коцките, така што ќе во парк во среда ќе бидат изведени на убавиот син Дунав, кој што го има во Space Odyssey 2001, Заратустра во истиот филм, Пеколен портокал со Бетовен 9-та и така натаму, да не откривам, за да сепак им биде интересно на слушателите. Нешто очи широко затворени, нешто што е ново, за прв пат ќе се изведе во Македонија на светската композиторка Жозелин Пук. Така што се надам дека публиката ќе ужива, ќе има едно целосно уживање заокружено и филм, и музика, и убава атмосфера, топло време. Секако да не откриваме се, за да биде поинтересно, нели, за присутната публика. Влезот е бесплатен, присуството е бесплатно, не се наплаќено. Еве, со оглед на тоа дека напоменавте богата програма, за кој вид на публика најмногу е намената оваа програма, за која препорачувате? Сите концерти на Филхармонија се наменати за секој љубител на музиката. Како и сите концерти во концертната сезона, независно дали се работи за овие концерти на отворено, значи и оние традиционални концерти кои што си ги имаме во нашата преубава сала,
се наменети за сите љубители на музиката. Има богата, широка програма која што опфаќа љубители и на класичната музика, на традиционалната класична музика. Меѓутоа и во поново време вклучуваме нешто и од посовремени жанрови кои што сепак се дел од класичната музика. Значи гледаме да не излегуваме од класичниот, нели, од класичната рамка, меѓутоа посовремени композитори кои што стилот на изразување и на творење им се опфаќаат една поширока маса на луѓе, односно за сечи вкус. Така и овој пат очекуваме публика која што не следи со години, публика која што ни е верна, која што ја сака музиката, која што го сака филмот, која што ја љуби уметноста, така што како и секоја година очекуваме убава публика. Македонија има убава публика, секогаш на сите концерти, така вклучително се надевам и на овој. Секако дека верувам дека ќе биде и ново и при самиот крај секако треба да напоменеме кои се ќе настапи на сцена, се разбира освен вие, со оглед на тоа дека нели и тие кои ќе настапат се за пофалба, ете да ги споменам исто така, и доколку ќе трае овој концерт, ете со почеток во 21 часот, но кога завршува, во кое е она време траење? Ако бидете умни, ќе свириме повеќе. Се шалам. Значи, концертот е предвиден да трае околу час, значи до 22 часот. Се разбира, тоа е нешто што не може да се предвиди, затоа што е концерт во живо, изведба во живо, но би требало да трае околу час. Вечерта ќе настапам јас како диригент, заедно со оркестарот на Филхармонија, и пеачката Елена Васова, која што ќе ја исполни токму таа композиција за која што зборував на Жозелин Пук, која што се наоѓа во култниот филм Очи широко затворени на Стенли Кјубрик. Тоа е нешто што за прв пат ќе се изведе. Елена, се надам, ќе ја збогати со незиното учество, ќе ја збогати оваа композиција. Така што се надевам дека уживањето на сите што ќе дојдат ќе биде целосно и нешто што ќе се памети уште долго. Се разбира, верувам дека ќе има уживање од страна на публиката и од ваша страна и дека се ќе помине во најдобар ред. Се разбира, ви благодарам за одвоеното време и ето што имавме можност да најавиме програмата на гледачите. Ви благодарам многу уште еднаш за времето што го одвоивте за нас. Повелете и вие и сите гледачи на малите екрани. Марко, Ивана и вие, се разбира. Повелете во среда. И во секоја следна прилика која што јас и нашиот оркестар на Филхармонија ќе имаме шанса и задоволство да го приредиме за македонската публика.